помане. Во пресред на 23 октомври, денот на ВМРО, со особена чест и задоволство да ве поздравам со овој свечен и свештен настан, отварањето на новите простори на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Струмица. Денешниот датум е ист како пред 4 месеци, кога председателот на нашата партија, господинот Никола Груевски, ми ја даде поддршката и ме избра за председател на Општинскиот комитет. И за овие 4 месеци, покрај тековните обврски, во кој работевме упорно, напорно, за да ја побараме четвртата поред победа на парламентарните избори, а потоа и нашата цел – победа и на локалните избори. Со особена чест и огромно задоволство да го поздравам председателот на Републичкиот извршен штаб, министерот за здравство господинот Никола Тодоров, генералната директорка на управата за јавни приходи, сите претходни председатели на Општинскиот комитет, актуелните пратеници во собранието од квадратишчето на Струмица, сите стари и нови членови, Унијата на ветерани, Унијата на жени, Унијата на млади сили. Сите заедно ќе го направиме она што го сакаме. Војна победа на ВМРО ДПМН во Струмица. Во пресред на еден од најзначајните датуми, 23 октомври, кога таа 1893 година од денес поминаа 123 години, сега ја продолжуваме најзначајната организација во долговековното македонско битисување, внатрешната македонска револуционерна организација. И тој спомен, пренесуван од генерација на генерација, забележан со црвена боја во календарите, од тука и ние оддаваме почит, гордост, радост, што сме сведоци на овој јубилеј. Посредбата на Иван Хаџиниколов со Гоце Делчев пред 123 години било договорено создавање на организацијата која ќе се бори за автономија на Македонија. И на денешен ден, на токму денешен ден, на 21 октомври 1893, покрај морето во Солун се сретнале Иван Хаџиниколов, Антон Димитров и Дамјан Груев, каде подоцна во договор за клучната средба 2 дена подоцна, на која покрај нив тројцата присуствуваа уште тројца членови. Така и се случило. На 23 октомври во куќата на Иван Хаџиниколов пристигнале уште 5 македонски родолюбци. Тоа биле доктор Христо Татарчев, лекар, родум од Ресен, Дамјан Груев, родум од село Смилево, учител, Петар Попав Арсов, исто така учител, родум од село Богомила Велешко, Андон Димитров, учител, роден од село Ајватово Солунско, и Христо Батанџиев, учител, родум од село Гуменџа Енидже Вардарско, кој заедно со домакинот Иван Хаџиниколов, книжар од Солун, родум од Кукуш, го држале основачкиот состанок. И ни сите тие години, поминати низ бура, ветришта, но и со многу моменти кои носеа радост и нова енергија. Поминавме заедно низ се. Денес стоиме своји на своето, посилни од било кога, единствено заради тоа што бевме и останавме со својот народ, никогаш не го поценувавме ни неговите мисли, ни неговите чувства. Затоа и гордо кажуваме дека ВМРО е партија на народот,
дека потекнува од народот и ќе се присетам како средношколец на своите објави на поезија за татковината, за новото сонце, родолюбните стихови во првото списание Глас на модерното ВМРО и понатаму, како полнолетен, како студент, учејќи ја медицината, но со интерес за секојдневните настани на нашата држава, но и не може да биде поинаку, кога во нашите гени силно е втиснато тоа чувство за самостојна и независна Македонија. ВМРО се бори за името, за својот идентитет. Не е должник кон никого, освен кон оние кои му ја даваат довербата и за кого постои. А тоа сте сите вие тука присутни, сите граѓани на Македонија. Затоа и ДПМН е толку упорна во зачувувањето на националните интереси визави оние шарените кои потекнуваат од тука, кои имаат намера, како што го сменија името, да го истиснат и јазикот па и татковината. Но ВМРО е партија на идеолози во поствоениот период со многу апсења, прогонства, само затоа што цврсто веруваа во постоењето на внатрешната македонска револуционерна организација. Сакам да ве информирам дека ќе работиме силно на терен, со сите сили и знаења. Ќе го понудиме својот авторитет за да допреме до секој граѓанин, до секое семејство, да ја пренесеме нашата порака. Ако тоа досега го работев преку мојата работа како доктор, сега имам чист образ да ве погледнам во очи и да ја побарам вашата поддршка. Да ви кажам кои се нашите планови идеи, како може нашата Струмица да биде подобро место за живење, а сите знаеме дека може да биде подобро. Јас и сите вие ја имаме таа обврска за да ја одбраниме татковината, но и градот во кој живееме од истата таа личност која е спремна се да распродаде за да го сочува своето незаконско богатство и лично предавство. Дојде времето и за избори. Ќе се случат на 11 декември. Дојде време да го слушнат народот кој тие тоа го подценија и го игнорираа. Но народот памети, народот е мудар, знае точно што прави. Затоа, тука, од Струмица, ќе претрпи огромен пораз на овие избори. Ние, сите тука присутни, сите граѓани на Струмица ќе му испорачеме, ќе му кажеме и покажеме дека Македонија е една, Струмица е ВМРО-вски град. Да ни живее татковината, да ни живее партијата, да живее ВМРО ДПМН. И благодарам на сите. И заедно со носителот на листата на изборна единица 4 е неофицијално, но многу би сакал и за тоа го повикувам за да се случи и тоа. Го повикувам председателот на Републичкиот извршен штаб, министерот за здравство, господинот Никола Тодоров.